Добар ден, почитувани гледачи. Денес под лупа ја ставаме екологијата и тоа во соседна Струга. Добар ден му посакувам и на мојот денешен гостин Димитри Голабовски од Сдруженијето Аква од Струга. Добре дојдовте во ТВМ и во Охрид. Добар ден, ви благодарам на поканата, поздрав до гледачите. Доаѓам како представник од Сдружение Аква, кој што од 2013 година па до сега се занимава со анализа и алармирање на проблемите поврзани со водата, отпадот и јавното осветлување, засега на ниво на општина Струга. Сме алармирале навремено, понекогаш во поголема мерка, понекогаш во помала мерка. Нели тука сме сега за поврзано со проблемите со отпадот. Па се надевам дека ќе имаме плодна расправа. Така. Господин Голабовски, деновиве во Струга тешко се дишеше. Значи, од Великден па наваму се чувствуваше еден непријатен мирис, кој што навистина ви предизвикуваше проблем на сите кои што живеете во Струга и во околината, а се ширеше од депонијата која што е всушност дива депонија, каде што се депонира отпад и каде што отпадот беше запален од некој граѓанин. Да. Ова, значи, палењето на отпадот и откри некои други проблеми кои што се многу подлабоки, не само тоа, туку она што е суштина на проблемот, а проблемот потекнува од таму што немаме регионална депонија, немаме правилно управување со отпадот во регионов, па се создава такви диви депонии насекаде. Еве, конкретно зборуваме за Струга, но ги имаме и во Охридскиот регион. Ајде вака малку да се навратиме наназад, од кога датира овој проблем? Да, во тек на емисијава траи вонредна седница на ниво на Советна општина Струга, на која што се зборува конкретно за проблемот за депонијата и се предлагаат решенија. Нажалост, јас морав да заминам за да присуствувам на емисијава, баш во моментот кога требаше граѓанска иницијатива да ги изнесе своите мислења и предлози. Точно е дека депонијата беше запалена и во овај пат во многу поголеми размери, многу подолго тоа траеше, што значи дека не е ни прв пат, тоа се случувало и во изминативе години наназад. Спомнавте дива депонија, во основа на ниво, тоа е проблем на ниво на Македонија, немаме многу легални депонии, а тоа значи дека не практикуваме стандарди за депонирање на отпад и со тоа и на ракување и складирање на отпадот. Значи тоа мора да го имаме во предвид за да знаеме значи дека сето што го карактеризира во случај привремена депонија е само начин како да се избегне вистинскиот назив, односно дива депонија. Инаку општините најчесто го користат изразот привремена депонија. Но тоа привремена многу трае. Тоа е привремена, а имајќи ги во предвид отсуството од стандарди за раководење со таа депонија, автоматски се става во групата на диви депонии, но тоа не значи дека депонијата сосема случајно и стихично настанала, значи има некоја след на одлуки кои што сигурно биле пратени и од страна на Министерството за екологија, Министерството за транспорт и врски, значи сигурно тие имале увид врз она што општината го работи. Нели и тука доаѓаме до тие фактите, значи мора да се држиме на фактите. А фактите велат дека таа депонија е изгласана на ниво на Советна општина Струга во минатиот состав, односно некаде околу 2006 година. Да, веќе 10 и повеќе, се работи за одлука за привремена депонија. И таа не е прва, значи и претходно во претходните години имало такви одлуки, штом се наполнила едната привремена депонија, веќе се преминува кон следна. Карактеристично за ова депонија е што веќе е од огромен размер. Се работи за 13 метра височини, некаде 20.000 метри квадратни, нели помножено со тие 30 метри. И
се наоѓа на простор кој што порано се бил струшко поле, односно плодно земјиште со овошки, што значи дека исто така има и циркулират и подводни води кои што понатаму се сливаат и во реката Дрин. Значи само ви ги представувам нели колку е колку негативност има од сето тоа. Значи од тој аспект, а исто така има и демографски, статистички и територијалниот аспект на проблемов е исто многу битен, затоа што депонијава се наоѓа во демографскиот центар. Значи центарот на населението, тоа е статистичкиот центар исто така, и територијалниот центар, односно тој е центарот на целава општина. Значи во центарот на општинава имаме депонија всушност. Значи да, точно е и видите од таа несреќа за нас и за екологијата, за животната средина, во моментов можеби на еден начин непогодна за предпријатијава кои што работа и функционираат со застарена опрема и механизација и камиони. И таа несреќа им олеснува работата им олеснува работата и можеби и тука некаде лежи дополнително тие проблеми, но за тоа понатаму. Така. Сега рековме дека ова не е прв пат да се пали депонијата. Овој пат можеби беше повидно и така крена поголема прашина затоа што беа запалени некои недозволиви материи како гума, пластика и така натаму, кои што ширеа навистина непријатен мирис и кои што се опасни канцерогени, па затоа и повеќе се крена глас. Но како е можно депонијата да се пали толку често, а никој да не реагира? Или да реагираат само поединци и некои невладини организации и здруженија? Нема ли таму чуварска служба или некој кој што надгледува што се случува во таа депонија, бидејќи рековме веќе нема статус на привремена затоа што долго време е таму, 10 години? Па претпоставам дека незадоволството и револтот растеше со секој палење. Значи не е нешто што со ова би требало да го гледаме како палење низ годините. Да. Но исто така од аспект на раководење и управување со депонија и треба да согледаме проблемите на тоа ниво. Значи тука ние имаме фирма концесионер која што врз основ на јавна набавка, односно тендер, добива средства за одржување на таа депонија и очигледно како што се напластува се поголемо количество на отпад, веќе можеби таа компанија не е спремна со таа количина на средства соодветно да санира депонијата. Значи тука веќе најдуваме на следниот проблем. Можеби и тој проблем е поврзан со проблемов на начинов на работа на јавните предпријатија. Зборам јавните предпријатија затоа што ние немаме едно јавно комунално предпријатие, имаме повеќе предпријатија кои што го депонираат отпадот. А згора на тие јавни предпријатија имаме и приватни подизведувачи кои што и тие ја користат нејзе за собираат отпад од одредени населени места кои што се во рамките на општина Струга. Така да како да хаосот си се надодава, несоодветното раководење си се надодава на друго несоодветно раководење од аспект на организацијска структура, од аспект на управување, значи комплетно управување на отпад ние на грешна основа. Значи имаме проблеми со начинов на одржување на депонијата од страна на концесионерот. Имаме проблеми од аспект на правно функционирање како јавни предпријатија. Значи немаме едно единствено предпријатие, тука имаме повеќе. И исто така имаме проблеми од аспект на финансирање на тие јавни предпријатија, кои што за жал се базираат врз на приливот на средства кои што го добиваат од општината. Значи очекуваат средства од општината и со тоа
се одржуваат во живот, што на крај доведува до еден заклучок дека и можеби општината и директорите и советниците веќе треба да размислат за тоа дека одржуваат нешто што не е одржливо. Што не е одржливо. Значи не е одржливо не само од сега, туку не е одржливо веќе уште најмалку од 2013 година, кога веќе требаше да се отпочне со полагано, постепено прилагодување. Значи организацијска промена во начин на финансирање, промена во начин на депонирање на отпадот, затварање на ова од депонија за кој што сега разговараме, привремено решение се додека не се отвори создадат услови за регионалната депонија. Сега, како резултат на сево ова и на револтот на Стружани, имаше еден мирен протест вторникот кој што се организираше. И дали може би последица на тој мирен протест е денешната вонредна седница? Бевте вие присутен таму, што се случуваше? Да, тоа фактички е сепак иницијативата најде на разбирање од постоечкиот градоначелник кој што го заменува, нели, го заменува и нажалост е затекнат во цела ова состојба затоа што со оглед на тоа што претходниот градоначелник ни е веќе пратени во собранието, имаме сега и тука имаме дополнителен проблем со локалните. И тука е, значи, е многу битно што соодветно нели се градоначелник е тој, нели, по функција новиот кој што го заменува, се додека не настане промена едносно од локални избори, избор на нов градоначелник, се справува со состојбата и засега добива квалитетни информации и решања и се надевам дека сите се сложни дека е потребно да се изнајде решение. Значи, тука нема доумица дека не сакаме решение. Проблемот е што решенијава не ги имплементираме навремено. И сега дошле најголемите проблеми, последици од проблемот и веќе сме како... Па кога не се решава проблемот навреме, тогаш сме како притиснати и многу потешко кога ќе се притиснат да донесеш соодветни решенија, компромисни решенија и стално треба да се... многу е тешко тогаш да делуваш и мислам дека и веќе советниците се уште барем ова од вонредната седница која што денес се случуваше, се уште не беа свесни за големина на проблемов, за предизвиков, затоа што се уште разговара дискусиите, се уште се разговараше за последицата, односно за палењето, за депонијата и обидите да се изнајдат привремени решенија, да се затвори ова депонија и да се изнајдат привремени решенија на други привремени сепак локации, се додека не се отворат можности за регионална депонија, но според наше мислење, сето ова е невозможно без, претходно споменав, без да настане промена во начинот на управување со отпад целосно, значи од аспект на правно функционирање на јавните предпријатија, од аспект на финансирање и од аспект на раководење со депонијата. Значи, без тие предуслови и без дозволување на одредено време за да се прилагодиме и да ги подобриме условиве и стандардиве, не можеме ние да стигнеме до регионалната депонија. И денес да се отвори, ние ќе се сочиме со проблеми на транспорт, на превземање на отпадот до тие привремени точки за депонирање на отпад. Немаме доволни возила. Така да не е нешто што се решава во моментот и потребно е период. И тој период веќе го изгубивме, затоа што не навремено реагиравме. Палењето на депонијата дали беше знак на револт од некого? Значи, што ете, тука се депонира отпадот или станува збор за нешто друго? Какви се вашите сознанија? Предпоставам дека како се друго, така и со овој проблем, се додека не се запали нешто, ние не го гледаме проблемот. Значи, не дека проблемот не постоел,
туку очигледно дека полека прераснуваме во општина и во општество во кое што се карактеризира со негрижа, отсуство од грижа или задоцнета грижа. И мислам дека тука лежи проблемот. Кој ја запалил службите работат, имаше излагање од командирот на полициската станица Струга. Значи има некакви индикации. Сега кои се причините не знаеме, барем ние не знаеме за причините, можеме да предпоставуваме. Ама очигледно дека и сите, ние не само граѓаните, советниците, општинска администрација и министерството за надлежни, сме виновни што дошло до оваа точка. Значи, ни фали ни целиот период. Значи нема само еден виновник, туку има повеќе виновници што дошло до ова. Ова е, нели, пак последица на напластен проблем. Не е нешто што сега, единствено сега се случува. Исто така и, нели, го спомнав таа количина на отпад, кој што најверојатно е невозможно за фирмата која што е ангажирана да го соодветно тоа депонира на друго место, да го одржува. Затоа што секојдневно таму пристигнува отпад и таа добива одредени средства од општината, но очигледно и тие средства не се доволни, а може би и самата фирма веќе не може да се справи со обемот на работа. Настрана тоа што не ни разговараме за одредени видови на стандарди што бија категоризирале како легална депонија. Значи, како и да е, одлука за таа депонија има, на ниво на општина Струга, да мора да се бара одобрение од Министерството, и тоа е точно дека мора да има одобрение од Министерството за животна средина. Следен предизвик, не е тоа проблем, тоа е во наш корист и наш интерес, е тоа што ние како општини со квалитетна питка вода за пиење, односно која што е поврзана со изворите и со Охридското езеро, сме несоодветни за како територии за локација за депонија. И затоа се предлагат општините Кичево и Дебарца малце понастрано од изворите. Бидејќи повеќе пати сме обработувале оваа тема, јас во Лупа пред, не знам, можеби 3-4 години разговаравме на оваа тема кога беше некако известно дека ќе се гради таа регионална депонија. Имаше и тогаш неколку локации во предвид, но никој не сака во негова непосредна близина да има една таква депонија. Иако тие кои што ќе инвестира и кои што ќе градеа депонијата ветуваат дека нема да има никаква опасност по животната средина, ќе бидат запазени сите стандарди и така натаму, но никој не сакаше. Значи, уште од тогаш беше проблем. Мислите ли дека сега некој ќе прифати во нивната општина да се изгради депонија? Еве, се споменува Дебрца, се споменува Кичево. Има ли нешто конкретно или ова се сега уште само... Сегашниве помали се? Не се помали, во секој случај, само знаете што... Значи, ние во основа немаме, на ниво на регион немаме... Менталитет кај нас си останува да не е во мојот двор, па нека е во дворот на комшијата. Па тоа е можеби малце посебично гледање на овој проблем. Сега е подобро тоа што имаме привремени диви депонии кои што не исполнуваат никакви стандарди, и подобре што имаме амортизирани возила кои што не може да се одржуваат, кои што кријат дополнителни трошоци. Значи, во моментов е све подобро од ова што е на терен што се случува. Така да и населението и граѓаните можеби требаат во таа насока да се информираат и да се едуцираат. И не е тоа регионалната депонија, значи не е нешто што некој ја смислил нама со разговор, значи тоа си има претходна студија, анализа за одржливост. Значи со ова моменталниве решенија кои што се стихини и веќе хаотично делуваат,
на уште полош пат сме. Така да не може да биде негативно регионална депонија по сите стандарди. Така. Сега реков дека тешко се дишеше во Струга, колку навистина ги почувствувавте последиците од тоа што беше запалена депонијата? Имаше ли проблем кај можеби кај помладата популација или кај повозрастните, затоа што станува збор за едни честички кои што не се пријатни, предизвикуваат здравствени проблеми? По прв да е неподносливо. Значи неподносливо на цела територија. Може би во еден момент временските услови беа поволни затоа што врзнеше дожд, но во друга насока и ветерот кој што променлив беше и север и југ, ја донесе миризбата и тие штетни мастери и на кај градов, а и на кај спротивната страна, на кај селата. Така да сите ја почувствуваат тежината и големина на проблемов. И затоа знаете, многу често ние наша намера како здружение да делуваме превентивно, значи пред нешто да се случи, да наговестиме дека ќе се случи или да алармираме да се подобрат состојбата. Тоа е целта, а не вече од кога дошле последиците да разговараме за решенијата. Сега е многу потешко, но тоа што е 2017 сме имаше и предлози, тој и нели да го поздравам и советникот Ардијан Демири кој што многу често се залага и многу често даваше квалитетни предлози токму и уште од 2013 па до денес во однос на предлозите за дива депонија, за организирање на комуналните предпријатија, така да тоа е што е, нели, како што вели народот и треба сега да се снаđаме, но веќе сега кога сме дошле да разговарам за последиците, веќе решенијата ни се струпулува некако наеднаш и тоа ни доаѓа многу тешко. Притисок голем сега ќе има, и сега имаме нели не согласувања, имаме јасно дека ќе имаме и конфронтации можеби со предпријатијата. Така да може би и ова што викате несогласувањата на населението во нивен атар да биде регионалната депонија е многу помал ревот отколку што сега ние го се соочуваме што го имаме револтот помеѓу граѓаните, но гледам дека сепак се наоѓа начин како тоа трезвено, разумно да се разговара, барем судејќи според денешната вонредна седница на која што се разговараше само за отпадот. А иначе во основа треба комплетна реорганизација. Например, општината во моментов троши некаде од 24 до 15 милиони денари годишно за јавна чистота, за паркови зеленило, за изградба на депонии за отпад и ово делов во заштита животна средина, заштита на реки и езера. Значи, веќе троши доста средства. Дополнително на ова, нели, комуналното има и побарувања од општината, значи таа работи на границата, на границата на рентабилност, нели не би ја нарекол добивка затоа што е јавно предпријатие, но сепак без овој прилив од средства од општината, тој така ќе крахира, така да делува дека и финансиски и од аспект на организациона структура на ниво на цела општина, вклучувајќи ги сите јавни предпријатија за комунален отпад и овие приватниве подизведувачи се одржуваат вештачки. Еднушка мора да го потегнат решението. Најдобро беше 2013, не се случи тоа, ево сега 2017 сме, сега мора најверојатно нешто да се случи, че се случува тоа. И треба нели да тргнеме напред. Така. Сега за сите оние планови кои што и за сите предлози како да се реши овој проблем, ќе зборуваме во вториот дел на емисијава, малку тука правиме еден пресек, една пауза со реклами. И ако е задоцнето, ама да не е како велат заборавено, значи да се реши проблемов на општо задоволство.
Бутик Хепи, специјализирана продавница за детска облека и модни додатоци за деца на возраст од 0 до 16 години. Одличен квалитет по пристапни цени. Најнови модели на дресови од омилените фудбалски звезди. Тука се и веселите модели со ликовите од цртаните филмови: Фроузен, Маша, Спајдермен, Мики и Мини Маус и многу други. За активно и разиграно детство, најголем избор на тренерки, елегантни фустанчиња и оделца за малите дами и джентлмени, тренди фармерки за модерни момчиња и девојчиња. За најмалечките, се што е потребно од бебешка облека до постелнини, квалитетни и нежни, како допирот на мама. Голем избор од најдобрите брендови: Брезе, Next, Пампела, Вејве. Бутик Хепи, за среќни деца. 20 години растеме заедно. Автошкола Блек врши обука за сите категории А, Б, С, Д, Е со сопствени возила. Успехот на кандидатите го гарантира искусниот високостручен кадар со докажани резултати и репутација. Работиме со заштитни цени на ниво на Република Македонија, со можност на плаќање на жиросметка или на рати. Станете вешт возач со Автошкола Блек. 046 261 664. Полни и доби за сите лојални корисници на картичката Верна. Голема јубилејна наградна игра по повод 70 години Макпетрол. Подаруваме многу вредни награди. Со секој впишани 10 поени на вашата Верна картичка добивате по една шанса за награда. Колку повеќе трансакции, толку повеќе шанси за добивка. Секој месец подаруваме 2 лаптопа Дел, 2 викенди за двајца во Струга, 10 ваучери за гуми, 20 ваучери за Лубекс моторни масла, 30 ваучери за Кристал Кар средство за стакла, 40 Верна поени во вредност 100.000 денари. Главни награди: 2 скутери Honda, Веспа Honda, чамет со мотор Honda, Honda Jazz, Honda Civic и исклучителната Honda CR-V. Верна ги наградува најлојалните. Колку повеќе полниш, толку повеќе добиваш. Само на бензинските на Макпетрол. За повеќе информации на verna.mk и macpetrol.com.mk. Одамна се познаваме. Хотел Тино. Долгогодишен бренд на квалитет покрај Охридското езеро. Уживајте во богатството на вкусови од македонската национална кујна, во пријатен и топол амбиент. Хотелот располага со 52 соби, како и спа центар за комплетно релаксирање, со джакузи, сауна и парна бања. Најдобрите вечерни забави со акустична музика, врвна услуга и одлично вино за кои долго ке раскажувате. Ви нудиме убави моменти со вашите блиски. Хотел Тино. Сакате да носите леќи, но очите ви се често суви? Затоа се тука Макулин Фреш капките. Симптомите на суво око и црвенило исчезнуваат за миг. Вратете го сјајот во очите со Макулин Фреш капките. Диет Фарм. Акција на месо во Агроели. Врат со коска 195 денари. Колбаси свежи 210 денари. Бут без коска 222 денари. Ребро 204 денари. Кременадла 204 денари. Сланина 80 денари. Пафлак 207 денари. Ситно месо 180 денари. Врат без коска 230 денари. Коленица 108 денари. Бут со коска 186 денари. Каре 297 денари. Плешка без коска 213 денари. Глава 44 денари. Купувајте во Агроели. 3, 2, 1. Проблемите нема сами да се решат. Затоа, посочи проблем, пријави проблем, пофали го добриот проект, критикувај го лошиот.
Направи свој избор. Повикај на одговорност. Ако сакаш, повикај и вон земјани. Само мрдни со прст, затоа што е потребно малку, за да придонесеме многу. Да се ужива во вкусовите на Медитеранот, значи да се ужива во јадранската сардина со врвен квалитет. Природно богата со омега-3 масни киселини. Ева сардина, од срцето на морето. Господин Голабовски, значи проблемот со Струшката депонија е евидентен и сега уште повеќе ако теле на овие денови. Рековме секогаш кога ќе дојдеме до зид, тогаш параме решение. Сега што може да се направи во овој момент? Најбрзо што е можно, затоа што веќе е алармантна ситуацијата, а потоа да се планира и подолгорочно решавање на истиот. Има, бидејќи се работи за управување со отпад. И управувањето отпад подразбира повеќе сегменти, не само локација и одржување на депонија и применувајќи одредени стандарди за да биде таа легална депонија. Тоа е едно и тоа се разговараше и за тоа се разговараше на денешната водена седница на Советот на општина Струга, на која што беа присутни представници од граѓанската иницијатива, кои што ги поздравувам за нивната умешност, истрајност и борба и упорност, да. И и тие се обидуваат да изнајдат соодветно решение. Значи, тоа е еден сегмент. Вториот сегмент е финансирањето. Ево, че се задржиме на ниво на финансирање на општина Струга, односно не од аспект на регионална, односно од аспект на како да се организира на општинско ниво финансирањето. И исто така е организационото, односно јавните предпријатија, правното и теренското функционирање, организирање на вработените. Значи, тие главни три сегменти за кои што треба да се разговара и штом така го разглобиме тоа управување со отпад, ќе видиме дека ни се наметнуваат одредени некакви решенија или насоки. Советниците се свесни на проблемот и веќе предлага одредени решенија кои што и во минатото се предложени. Значи, се предлагаат привремени депони во атарот на општината или користење на Охридската депонија. Како привремено решение се додека не се создадат услови за регионалната депонија. Сега да се користи таа депонија, кој треба да даде дозвола? Дали треба локалната или треба тоа на повисоко ниво, бидејќи не смееме да го изоставиме Министерството за животна средина од овој проблем, затоа што секако, иако се дешава во општината и таа е пред се одговорна, но сепак ова го тангира и него. Значи, како и да е, Министерството за животна средина, вклучувајќи го и за транспорт и врски, мора да дадат одобрение и насоки, така да засега, како да сме заглавени со ова сегашнава запалената депонија, нели? И до тука сме стигнале. И сега како да се глуждат, како да се одврзи,
останува на тоа како ќе се изменаџира, како ќе се искоординира, значи сите засегнати страни. Ако тргнеме од аспект на донесување на одлука, одлуката и за ова постоечка привремена дива депонија е донесена на ниво на Советна општина Струга. Значи, сепак и Советот мора да донесе некаква одлука во однос на ова или во однос на некоја друга привремена депонија за замена за ова депонија. Имаше иницијативи за покренување за студија за затварање на ова депонија, затоа што и тоа е проблем. Не можеме само да ја оставиме да постои како таква и да ја напуштиме депонијата, и мораше нели да се направите такви. Значи имало иницијативи и од тој аспект така да мора да трне најверојатно од општина предлогот и за после да се види како ќе реагира Министерството за животна средина, но тоа треба да биде целосно комплетно свесно на целокупноста на проблемов, односно претпоставам дека се тие веќе и свесни, затоа што на неколку наврати се дојдени нова депонија, сигурно има заклучено дека се работи за дива и дека треба се затвори таа. И дека веќе но во недостигна решение друго, очигледно и остава сосема исцрпен, значи не може веќе да се депонира. Да постои, но ево ти, нели, веќе се напластува, веќе не можеме да пребегнеме од друго решение, мора да се изнајде друго решение. Значи тука советниците дадоа исто така и тоа се поклопуваше и со предлозите на граѓанската иницијатива, нели, кои што други ја водат, ние нели овде сме во улога на оние кои што го пратат. Имаме информација од аспект на сиве години, начинов на однесување, да не бидеме заменети дека сме овдека како представници од иницијативата, си има лице кој што е задолжено и кој што го презентираше проблемот пред советниците и решенијата. Така да се наброја и се спомнена и една област во атарот на село Маливлај, Струшко. Тоа за привремена депонија. За привремена, зборуваме, за привремена, мада едновреме веќе таму беше. За регионална. Во минатото исто така имаше не во таа близина, но сепак тоа мора да се направи нели стручно во консултација. Што со отпадот од оваа депонија сега, овој што се наоѓа веќе што е депониран таму, што со него, што ќе биде? Тоа викав и тоа беше предмет, сега не знам, не сум јас не сме информирани во однос на студијата за затварање на ова постоечкава депонија. Дали се изработи, што таа студија најверојатно и од задолжените од општина сигурно го имат одговорот. И тоа е процедура. Не е нешто што можеш да го оставиш така. Нели, тоа е подложно и може би на запалување, може и само запалување. Количината сега на отпад е огромна таму. Значи, тоа е нешто како 3 метра во земја, 3 метра во земја, најмалце 12 метра во височина и тоа е 700 на скоро 300 метри. Значи, тоа се, како што тие споменуваат, 4 фудбалски игралишта. И тоа е едниот, значи аспект, али како и да е, и најлошото решение, и комплетно затварање, и после тоа да нема што да се прави, може би е и то некакво решение да почнеме да размислуваме. Нешто да се прави, да затоа што вака во случај само го одлагаме и никако, барем досега не сме покажале реално волја. Мислите ли дека се ова ќе остане само на ова вонредна седница, гласот на народот кој што сега еве деновиве се крена и потоа ќе слегне прашината и се повторно ќе се заборави, ќе остане по старо? Ова ве прашувам затоа што имавме такви примери претходно. Ова не се случува прв пат. Мислам дека ќе мора да се реши проблемот и нели и покренувачите на таа граѓанска иницијатива сигурно ќе се поупорни и посериозни и понатаму во своје барања. Да не се остави на ова само, значи. И советниците чувствуваат веќе одговорноста и тоа чувство за одговорност и за грижа најверојатно некаде ќе биде прифатено, некаде со недобра волја
че мора да го прифатат, поготово комунални предпријатија, затоа што во еден момент тоа мора да се случи, да оди понапред. Не можеме вака да функционираме со начин на организација, поготово на чево веќе се префрљаме на вториот столб организација на комунални предпријатија. Не може да функционира. Ние, значи, со промената со децентрализацијата и со промена на територијалните граници, ние веќе сме како општина со друга структура. Значи имаме и зголемен број на рурална население и територија и ги имаме се уште постоечките, барем неколку комунални предпријатија кои што тогаш функционирале. Значи ние сме требале не од 2013, може и уште 2014, 2004, 2006 да почнеме со тој процес на приспојување и на едно јавно комунално предпријатие, разделување на делот за пазар и разделување на делот за гробишта. Кај нас комуналното предпријатие ги извршува сите три. Се очигледно дека тие се од еден аспект можеби доходовни и ги се држи како едно со доходовни. друго, некои се подоходовни, некои се А онаму помалку, каде што на предпријатието се соочи со тежина во однос на прибирање на отпад, го дава на приватни подизведувачи. Значи, прибирањето и што е дополнително комплицира. Настрана веќе на постоечките други 2-3 комунални предпријатија. И сега се ова вештачки се одржува затоа што е потребен прилив од општината за да тие да функционираат. И како таа среќа за ниво во наша треба да дава. И како нивна среќа за наша несреќа се погоди да депонијава бидит во место каде што им е најлесно за транспортот. Затоа што ти не раководат со возила кои што се во добра спремност, значи се амортизирани, стари се, трошат гориво, често сервисирани имаат потреба. Имаше еден период кога се обидоа во минатиот состав, значи пред 2006 носеа отпадот на депонијата во Охрид, но тој им креа големи транспортни трошоци. И уште од тогаш сме со истите возила, сега има некој подновување на возниот парк, но тоа е поочигледно кај приватниве подизведувачи кои што се обезбели по една-две возила затоа што зависат од тоа. Малце ваму кај предпријатие нешто подруго, нели тие се ослонуваат повеќе на општината. Извините, само ова да напомнам, дури наидовме на една одлука од страна на Советот на општина Струга во 2016 година, во 44-та седница, каде општината го прифаќа долгот на јавното комунално предпријатие во Струга, кој што се сочинеше од три суми кои што вкупната сума достигваше 20 милиони денари. Значи, тие 20 милиони. Дополнителните 6 милиони што се доделуваат на концесионерот на депонијата. И уште 20 милиони кои што се доделуваат на комуналното предпријатие за јавна чистота, за паркови и зеленило, се огромна сума на пари која што може да доволно да се реорганизира и да се направи тоа нешто поквалитетно и потрајно. Да се направи постепено, низ 2-3 години да се направи реорганизација на предпријатијава, со тоа ќе се подобри начинов на раководење со депонијата, ќе се подобри можеби возниот парк и ќе се прилагодиме на понатаму мощниот развој, ќе се поврзиме со регионална депонија. Нели и таа како што споменавме, можеби денес ако се отвори нема да сме во состојба да вршиме транспорт. Да. Имаме други проблеми, не само прифатните тие немањето на регионална депонија. Додека во некои развиени земји отпадот се користи за добивање гориво, ние не знаеме што со него и ни представува проблем. Да се надеваме дека ова што сега излезе после
чадот кој што беше распространен из Трушкиот регионот, запалениот отпад на депонијата, некако ќе си најде свој пат и некакво свое решение, и дека наредниот пат кога ќе зборуваме за нешто по-софистицирано и по-напредно, а не за нешто вака, некој ваков проблем со кој што се соочувале луѓето пред, не знам, многу години. Да, се надеваме, но веќе трудот и напорите кои што треба да ги вложиме сега се многу поголеми и треба да бидеме многу по-сталожени, многу по-концентрирани, многу по-фокусирани на решенијата, поистрајни, затоа што во многу краток период многу проблеми имаме сега за решавање. Времето не ни дозволува, а и со оглед на тоа што и средствата се многу мали и тука треба многу умешно за сето тоа да го извлечеме, да го изиграме на правилен начин, за да нели разговараме за нешто подобро. Ние сега веќе немаме ни увид него немаме точна слика и за видот и количините на отпад што е примарно. Да. Значи никаде во програмиве, во националниве, како струга, немаме точна анализа за количина вид на отпад. Благодарам за учество во Лупа. Ја ставивме малку ова тема да биде пред јавноста и да биде подостапна и да добијат повеќе информации. Ви посакувам да бидете истрајни, значи како граѓани, како граѓански организации, затоа што во голема мера од вас зависи колку ќе се придвижат работите, а реков за доброто на сите, затоа што од квалитетот на воздухот, водата, зависи квалитетот на животот во една општина, во еден град, во една држава. Да, благодарам уште еднаш на поканата и да се надеваме дека брзо ќе отпочнеме со примена на соодветни решенија кои што нели ќе ни го подобрат квалитетот на живот и со оглед на тоа што сме туристички места е особено важна каква слика оставаме и нели каков карактер сме, или сепак кој ќе доаѓаат гостите во Струга, исто така и во Охрид, сакат пријатно да си поминат, исто зависи од нашиот однос првим кон самите себе си. Да. Знаете што најголем дел од забелешките на гостите кога на крај од нивниот одмор или посета на нашите градови ќе ги анкетираат дали некои служби, туристички работници, агенции или што и да е, најмногу забелешки имаат на чистотата во и двата града и се надевам дека тоа ќе се измене во периодот кој што следува. Фактички ние веќе сме се навикнале на таа слика. Значи стварна промена на свеста кај сите, не само кај граѓаните и кај надлежните. Така. Ви благодарам. Се надевам дека нема вакви слики повеќе во иднина да гледаме, ќе гледаме нешто убаво и нешто корисно. Благодарам уште еднаш.